Со свечени академии денеска беше одбележан светскиот ден на учителот во Штип и Пробиштип. Признанија добија 10 наставници и воспитувачи од штипските основни и средни училишта. Наградените сметаат дека со ова им се дава признание за нивната долгогодишна работа. Со ова докажуваме дека нашата работа ја еволуираат доста луѓе од страна, како ученици, инспектори и колеги. Благодарност до моите колеги кои ме предложија, до сите вработени во Општинското училиште Гоце Делчев и сметам дека ќе оправдам нивната доверба и понатам. Гордо се да се добие награда, но и голема обврска да се продолжи и понатаму до крај со работата, бидејќи ова значи големо возвишение, но и многу голема обврска да не подклекнеме до крајот, додека да завршиме со работата. Веројатно вакво признание не може да се добија за една година, нели, работа. Сепак треба да помине еден добар период во кој некој ќе го согледа работењето на одреден педагог. Манчева, која 32 години е учителка и описменила повеќе генерации на ученици, вели дека новите реформи во образованието се предизвик и за неа и за учениците. Смета дека од почетокот па до сега има многу разлики и новини во едукацијата на учениците. Бев предавач, нели, воспитувач, образувач на учениците кои со внимание следеа. Денес веќе не е така. Ние им даваме насока на учениците, се трудиме да ја организираме наставата со најразлични техники и методи на работа во кои главна улога сепак имаат учениците. Малку е потешко да се долови сето тоа, меѓутоа подготовките се многу големи. Градоначалникот на општина Штип Илчо Захариев забележа дека образованието е столбот на една држава. Затоа мислам дека образованието треба да биде предмет на анализи и постојани инвестирања во наставни програми кои ќе го направат наставникот да биде креативен. Значи наставникот кој ќе се вложува со учениците, кој со своето знаење и посветеност ќе даде максимум да тие деца научат. И кога ќе излезат од ученичките клупи да бидат навистина своји луѓе. Општина Штип денеска за прв пат организираше свечена академија по повод денот на учителот. Организаторите велат дека оваа академија ќе стане традиционална.